Централни вести, добар ден и ви благодарам што сте на Канал 5. Ова се насловите. Работна средба Муцунски-Рубио. Што му кажа македонскиот шеф на дипломатијата на американскиот колега? Добивме цврсто верување дека нашето партнерство и сојузништво остануваат клучни. Дека не видам таму македонец кој што е дел од тој комитет, нема ни милиметар да се мрдам додека сум премиер на оваа влада. Мицкоски ги постави условите за можен договор со Бугарија. Аналитичарите со став. Јазикот е веќе во преговарачката рамка. Борбата се води. Отфрлена пријавата против директорот на АНБ. Обвинителството потврди дека тој има легален сертификат за познавање на англискиот јазик. Визаргању, абе Вики, кај си бе дечко ти? Кулминираат недоразбирањата меѓу Данела Арсовска и Висарганију. Фрчат закани за кривични пријави. Дека е противзаконски, немав друго чаре што се вика и како да пристапам. Граѓаните ја плаќаат сметката за недоразбирањата меѓу градоначалниците. Уште еднаш потврдено е стратешкото партнерство меѓу Македонија и САД, а двете земји дополнително ги продлабочуваат односите. Ова е епилогот од средбата меѓу министерот Тимчо Муцунски и американскиот државен секретар Марко Рубио. На средбата беа разгледани можностите за дополнително продлабочување на трговските односи, постигнувајќи значаен исчекор и напредок во насока на намалување на тарифите и можноста за почнување процес за потпишување договор за слободна трговија. Михајло Видимлиски. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски се сретна со американскиот државен секретар Марко Рубио. Муцунски на средбата ја нагласил посветеноста на македонската влада кон унапредување на политичкиот диалог со САД, како и конкретната заложба за институционализирање на стратешкото партнерство преку спроведување на заеднички акционен план. Во рамки на разговорот велат од МНР биле разгледани можностите за дополнително продлабочување на трговските односи, постигнувајќи значаен исчекор и напредок во насока на намалување на тарифите и можноста за започнување на процес за потпишување договор за слободна трговија. Од секретарот Рубио, во името на американската администрација добивме цврсто верување дека нашето партнерство и сојузништво остануваат клучни, гледајќи ја нашата земја како значаен фактор за регионалната стабилност. Меѓу другото, разговаравме за следните чекори во рамките на стратешкиот диалог и меѓусебната соработка. Во духот на заекнатото партнерство, поддршката од САД продолжува со засилен интензитет, особено во реформските процеси за заекнувањето на демократијата, владењето на правото и борбата против корупцијата. За време на средбата истакната била отвореноста на македонската влада кон унапредување на економската соработка, привлекување американски инвестиции, изголемување на присуството на американски компании во земјава. Разменети биле и мислења за безбедносната соработка во рамки на НАТО, но и за регионалната стабилност и развојот на Западен Балкан. Како што информира од МНР, Рубио во име на американската администрација уверил дека партнерството помеѓу САД и Македонија остануваат клучни. Премиерот Мицкоски денеска во собранието, одговарајќи на пратеничко прашање, кажа дека Бугарија има парламентарен комитет во кој што се вклучени представници на малцинствата, но меѓу нив ги нема македонците. Додека тие не бидат вклучени во ова тело, нема да има промена на ставот на владата во однос на уставните измени, потврди премиерот. На пратеничките прашања се зборуваше и за договорот со Обединетото кралство. Сите детали од Ивана Стојановска. Каква е стратегијата на владата за напредокот на земјава на патот кон ЕУ? Праша опозицијската СДСМ на седницата за пратенички прашања. Премиерот Мицкоски возврати дека планот е да се стигне до целта, а не враќање на стартна позиција и порача дека се додека нема македонски представник во Бугарскиот комитет за малцинства, нема да направи дури ни најмала отстапка од досегашните позиции. Дали имате нови сценарија во однос на напредокот кон Европската унија? Ако имаме такви сценарија, дали можеме да добиеме информација како пратеници, веројатно и македонската јавност? Ако не може да се добијат информации во овој правец, тогаш да и тоа го знаеме. Зарем ние македонците, кои што имаме 14 пресуди
од Судот за човекови права во Страсбург, кои што се кредибилни да носат пресуди за омо или индемпири, не заслуживме место во тој комитет. А тие заслужија место во нашата преамбула. Јас не се слогалствам со тоа. И додека не видам таму македонец, кој што е дел од тој комитет, а за тоа треба сите заедно да работиме, нема ни милиметар да се мрдам додека сум премиер на оваа влада. Во попладневниот дел од седницата, во фокусот беше договорот со Велика Британија. И по неговото изгласување, продолжија препукувањата меѓу претениците од власта и опозицијата, околу тоа кој ги задолжувал граѓаните, а кој ги доведувал во заблуда. Повторно беа поставени и прашањата околу висината на каматната стапка и рокот на отплата. Знаеме две работи. Прво, знаеме дека одобрената рамка за задолжување е 6 милиарди евра или приближно еднакво на буџетот за 2025 година од 6,5 милиарди евра. Второ, знаеме дека ќе биде проектно финансирање, но не знаеме кои се другите услови, колкава ќе биде каматната стапка, како ова задолжување ќе се рефлектира врз јавниот долг. Во однос на каматата, е уште еден пример, значи, во рамки, нели, како што реков, на оваа 5-годишна рамка која што ја имаме со Светска банка, ние сега прибираме податоци, сега ќе ги дефинираме каматните стапки. Мислам дека целта е да се доведе во заблуда целото население и да се прикажат работите такви какви што не се. Во одговор на пратеничко прашање, премиерот Мицкоски на седницата ги повика пратениците од опозицијата да ги поддржат измените на изборниот законник за една изборна единица, но да и се дозволи и на диаспората да гласа. Вечерашното издание на Само интервју, во кое гостин требаше да биде вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски, за жал се одложува поради ненадени здравствени проблеми на гостинот. На Николовски му посакуваме добро здравје и очекуваме емисијата да биде реализирана во некој од следните изданија. Веднаш по вестите, меѓутоа, ќе може да ја погледнете репризата на Само интервју од 1 мај, во која што гостин беше министерот за внатрешни Панче Тошковски. Продолжуваме со останатите содржини. Колку е важна оваа дипломатска борба и дали формулациите во извештајот за Македонија се доволна гаранција дека во иднина никој нема да го оспорува македонскиот идентитет? На оваа тема Петар Арсовски и Ристо Никовски. Некаква реафирмација на македонскиот посебен јазик и идентитет во Европскиот совет е секако добредојден потек, но најмногу е символичен, од неколку причини, бидејќи јазикот е веќе во преговарачката рамка, унилатералната изјава на Бугарија не го менува тој факт, и тоа може да помогне во некаква оптика дома да сегашната власт, но сепак мислам дека нема да биде доволно за да ги направиме уставните измени. Толку сме далеку со диаметрално спротивставените позиции со Бугарија, што се работи веќе за недостаток на политичка волја и за интроспектива на Европската Унија, а не само за козметички промени. Се претерува со значењето кога некоја институција, личност и така натаму ќе спомне македонски јазик и македонски идентитет. Видите, ние не треба да го очекуваме тоа, да очекуваме тако признание од надвор. Ние сме тоа и сето тоа што се прави наоколу е само треба да биде резултат на наша критика и да нашиот одговор треба да биде критичен. Значи, прво не знаеме дали Европскиот парламент ќе го усвои во таа со таква содржина, со такви квалификации. Сепак, носењето на ваков заклучок може да биде индикација дека Европската Унија е заинтересирана да направи некаков можеби поголем потег напред во обид да се разреши ова прашање. Можеби е индиција за нивна подготвеност за поголем ангажман. Сепак, политичките позиции остануваат толку далеку една од друга, што веројатноста за пробив, па дури и на самитот на НАТО, останува минимална. Борбата се води. Македонскиот народ факт дека е оспорен, македонскиот јазик е оспорен, тоа е јавно, разбирате, што е најстрашно, тоа е влезено и во преговарачката рамка на Европската Унија, а ние цело време се правиме, божем не разбираме што се случува и третираме разни ситуации кои се апсолутно игнорантски према нас, према нашите фундаментални вредности. Нашиот македонски херој Христијан Мицкоски победи на изборите, иако цел Брисел го поддржуваше неговиот противник. Тој е чуварот која штити европската јужна граница.
Ова го изјави унгарскиот премиер Виктор Орбан на отворањето на конференцијата на европски и американски конзервативци. És itt van a mi macedón hősünk, Krisztián Mickoszki. Úgy nyerte meg a választást, barátaim, hogy egész Brüsszel az ellenfelét támogatta. Ő a mi várkapitányunk, aki Európa déli határait védi a migráció ellen. Vivát Macedónia! Криминалот и инфлацијата се најголем проблем со кој што се соочуваат македонците, покажуваат резултатите од истражувањето на Евробарометарот. Според објавените податоци, нешто повеќе од половина од нашите граѓани веруваат во Европската унија. Сите информации ги има Здравко Димитров. Криминалот и покачувањето на цените се најголемиот проблем за македонските граѓани. Ова го покажува Евробарометарот на Европската комисија кој во Македонија опфаќа 1018 испитаници во периодот март-април годинава. Додека 9% од граѓаните на земјите од Европската унија криминалот го гледаат како најголем проблем со кој се соочува државата. Во Македонија процентот е 36 или за 4 пати поголем од Европската унија. Идентичен е и процентот на граѓани кои ја гледаат инфлацијата како најголем проблем, слично како просекот на Европската унија. Анкетата која ја спроведува Европската комисија покажува и дека 54% од македонските граѓани имаат доверба во Европската унија, додека 42% не и веруваат на унијата. Од регионот најмала доверба во Европската унија има во Србија со 37% од анкетираните. Најголема доверба во Европската унија пак има во Црна и во Албанија. Во однос на проширувањето на Европската унија, помеѓу 50 и 60% од македонските граѓани сметаат дека тоа би било добро за државата, што е за 5% помалку од анкетата спроведена во октомври-ноември минатата година. Слични бројки кај граѓаните во Европската унија и во Македонија има кај довербата во институциите. 48% од испитаниците имаат доверба во македонската влада, што е за 12% повеќе од граѓаните кои живеат во Европската унија. Довербата во парламентот пак кај македонците и европјаните е слична. Бројките покажуваат дека само 2% повеќе од македонските граѓани имаат доверба во парламентот, во споредба со граѓаните кои живеат во Европската унија. Вирозите ги наполнија амбулантите. Се повеќе граѓани се жалат на респираторни инфекции. Се уште се присутни ковид инфекции. По целосно спроведена постапка и извршени проверки, јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје донесе решение за отфрлање на анонимните пријави против директорот на АНБ за кривични дела фалсификување исправа и употреба на исправа со невистинита содржина. По целосно спроведените проверки, јавниот обвинител констатираше дека во наведениот случај пријавениот не направил лажна исправа со намера таквата исправа да ја употреби како вистинска и не употребил преправена исправа како вистинска, ниту пак како доказ во правниот сообраќај употребил исправа, книга или спис за кој знае дека се невистинити. Приложениот сертификат, согласно расположливите докази, бил издаден по полагање TOEFL тест во домашни услови во текот на 2022 и истиот се разликува од сертификатот издаден од Language School Јулија. Имајќи ги предвид сите овие докази, јавниот обвинител констатираше дека и во ваквите наводи не се исполнети обележја на кривично дело, се наведува во соопштението од обвинителството. Во новата дигитална судница на казнено-поправната установа Идризово содржа првото рочиште од судењето за случајот Адитив. Овој предмет опфаќа истрага за злоупотребата на јавни набавки и перење пари, поврзани со набавката на адитиви за јаглен за потребите на Рек Осломеј и Рек Битола. Во Идризово беше Маја Стојановска. Сите 37 обвинети физички и правни лица во случајот Адитив изјавија дека не чувствуваат вина за сомнежот дека направиле криминал вреден 6,5 милиони евра во државната компанија ЕСМ со набавката на адитиви за Рек Битола, Рек Осломе и Тец Неготино во судницата во затворот Идризово, во која по подолг период повторно се организираше расправа. Недостасуваше прво обвинетиот Васко Ковачевски кој е во бегство, а судот одлучи да му се суди во отсуство. Одсутен беше
беше и обвинетиот Саша Крстевски, за кој судот донесе одлука постапката да се води одвоено, поради здравствени причини. Според обвинителството, во случајот со повеќе докази се укажува дека станува збор за злосторничко здружување на лица која злоупотребиле својата положба дадена во доверба од државата за да се збогатат, а при тоа предизвикали и штетни последици на здравието на граѓаните. Меѓу обвинетите има и членови на цели семејства. Обвинителството ќе докаже една институционална и морална распаднатост на системот на управување на АДСМ во време кога обвинетите ги вршеле своите службени должности, самите членови на семејствата, како сопственици или управители, учествувале во изигрување на постапката за добивање на постапката за јавна набавка на средството адитив. На денешното судење, ЕСМ побара надомест на направената штета во иста висина колку и спорниот тендер, а следното рочиште е закажано за 26 јуни. Пред почетокот на судењето, првиот човек на управата за извршување санкции Александар Пандов изрази задоволство што по 5 години откако судницата во затворот е направена, почнува да се користи, а очекува судиите почесто да ја користат за големите случаи, како што ќе биде и судењето за пожарот во Кочани. Би сакал да ги охрабрам, да ги повикам сите останати судии, поготово по големите случаеви кои што каде што има поголем број на обвинети, да во идно време ја користат. Она е во одлична кондиција и нешто ако фалеше технички сега пред ова судење го поправивме. Во врска со случајот адитив, обвинителството поведе постапка и против председателката на ДКСК Татјана Димитровска, под сомнение дека оддавала службена тајна на поранешниот директор на ТЕЦ Неготино, сега еден од обвинетите. За неа беа одредени мерки на предпазливост, но истрагата се уште не е завршена. Управата за финансиска полиција до основното јавно обвинителство Прилеп поднесе кривична пријава против ИМ и СЧ во својство на службени лица при општата болница со проширена надлежност Борка Талески од Прилеп, поради постоење основано сомнение дека го сториле кривичното дело проневера во службата, со цел да прибават за себе противправна имотна корист во повеќе наврати присвоиле парични средства од благајната, наплатени од пациентите по основ на партиципација. Според информациите, службениците на овој начин украле над 2 милиона денари. Политика. Владачката ВМРО ДПМН вчера објави дел од своите кандидати за локалните избори. Некои се нови, а дел се актуелни градоначалници. Другите партии се уште ги составуваат листите, а веќе се најавуваат и независни кандидати. Јана Јосифовска. Од 25 кандидати за градоначалници кои ја добија довербата од Мицкоски и партискиот врв на ВМРО ДПМН е во првиот круг, 22 веќе ги водат нивните општини во изминативе 4 години, додека тројца кандидати се за општините Чучер, Сандево, Делчево и Берова, каде ВМРО ДПМН не е на власт, туку коалицијата на СДСМ. Во поголемите општини за нов мандат од ВМРО ДПМН ќе се борат досегашните градоначалници во Охрид Кирил Пецаков, Штип Иван Јорданов, во Битола Тони Коњановски, во Велес Марко Колев, Кавадарци Митко Јанчев, Гевгелија Андон Сарамандов. Од скопските општини шанса за втор мандат добија актуелните градоначалници на Аеродром Дејан Митески, Бутел Дарко Костовски и Ѓорче Петров Александар Стојковски. Со актуелни градоначалници, ВМРО ДПМН ќе се бори за локалната власт и во повеќе од 10 помали општини. Сите кандидати предложени од ВМРО ДПМН водат 4, а во некои општини 5:1. Во владеачката партија се уште се размислува со кој адут ќе настапат за градоначалник на град Скопје. Во игра се повеќе имиња, а како фаворити за таа позиција досега се споменуваа министерот за локална Златко Перински и градоначалниците Орце Ѓорѓиевски и Бобан Стевковски. Неизвестно останува и дали ВМРО ДПМН ќе го поддржи лидерот на коалицијскиот партнер ЗНАМ Максим Димитриевски за уште еден мандат во Куманово или ќе оди со свој кандидат. Во тие калкулации е и кандидатот за општина Центар, дали ќе биде на ВМРО ДПМН или ЗНАМ, или можеби ќе поддржат независен кандидат. За Центар како можна независна кандидатка се споменува поранешната пратеничка и советничка во град Скопје од СДСМ Софија Куновска, која во вчерашната самовистина потврди дека има поддршка од дел од жителите на општината, но се уште нема донесено конечна одлука.
Точно е дека има шпекулации за моја кандидатура, точно е дека имам силен притисок од граѓаните на општина Центар да бидам нивни кандидат, но доколку тоа се случи, тоа би била независна кандидатура, бидејќи јас од 2016 година, откако го пасивизирав моето членство во Социјалдемократскиот сојуз, останувам социјалдемократ по убедување, но делувам како независен граѓанин. Ниту од СДСМ, ниту од ДУИ не добивме одговор кога планираат да ги објават имињата на нивните градоначалнички кандидати и дали на листите ќе се најдат позвучни имиња. За сега од СДСМ се известни кандидатурите на актуелните градоначалници Горан Герасимовски за општина Центар и на Томе Христоски за Крушево, а можно е поддршка за уште една изборна трка да добие актуелниот градоначалник на Крива Паланка Сашко Митовски. Здравство. Голем број граѓани се жалат на инфекции со симптоми кои што наликуваат на грип или на ковид. Амбулантите се полни со пациенти кои се жалат на болки во грлото, кашлица и малаксаност. На што се должи ова од прилогот на Сања Трајковска-Ставров? Мал е бројот на ковид случаи со сериозни манифестации и пневмонии, ама и периодов ги има, вели доктор Анкица Стануевска, специјалист по семена медицина. Таа појаснува оти граѓаните треба да се свесни дека вакцините не можат доживотно да не штитат. Нормално е да го има вирусот, иако често нема реагенси во јавното здравство за да може да се потврди со лабораторија, посочува доктор Стануевска, во чија матична ординација дневно минуваат околу 200 пациенти. Од нив половина се со симптоми на респираторна инфекција. Ковидот не е мртов и секогаш ќе го памтиме, нели, пака би рекла како еден страшен период. Меѓутоа се уште се присутни ковид инфекции. Некои од пациентите кои што беа со тешка симптоматологија, би рекла со страшни главоболки, болки по коските, страшно високи лабораториски резултати во смисол на високо ЦРП, во смисол дури и на долно респираторни инфекции, каде што имавме и високи леукоцити, високи седиментации, лоши снимки. Дел од нив сосема нормално, нели, кога е лоша клиничката слика, се пропратени до инфективната клиника. Многумина периодов ковидот го поминуваат лесно и без да се свесни дека се инфекцирале. Сметаат дека станува збор за обична настинка и вообичаено само телефонски комуницираат со нас, вели доктор Стануевска. Ова е веќе некоја можеби 4-5 година од ковид инфекциите. Со самото тоа е ослабнат имунитетот кај оној пациент кој што прележал и кај оној пациент кој што е вакциниран. Самата вакцина не е доживотна. Има пациенти кои што поминуваат со многу лесна симптоматологија, нели, како и во сите акутни инфекции, но за жал имаме пациенти со потешка симптоматологија. Сепак постои голема опасност од бронхов пневмониите кои што ги гледавме какви се кај ковид, драматични и страшни. Препораките на лекарите за заштита од вируси се на своја рака и без консултација со доктор да не се земаат дополнителни витамини, суплементи за зголемување на имунитетот, туку да се конзумира повеќе овошје и зеленчук. За новините кои што ги носи новиот закон за земјоделство, каде што се предвидени 100.000 евра за млади брачни парови кои ќе се решат да се вратат да живеат на село, за субвенциите и нивната исплата. Игор Манасиевски разговараше со министерот за земјоделие Цветан Трипуновски. Сега дел, а целиот разговор ќе може да го гледате во емисијата Бразди тука на Канал 5. Поштовани гледачи, на актуелни теми поврзани со земјоделството, дојдовме во Министерството за земјоделство. Министре, ви благодарам што одвоивте време за ова интервју. Првото прашање секако е поврзано со новиот закон за земјоделство и рурален развој. Доста интересна тема, предизвика бура реакции кај земјоделците, особено мерката за 100.000 евра за млад брачен пар да се врати на земјоделство, но кои се другите новини што предвидува овој закон и во каква фаза е сега? Дали може кој сака слободно да се прикачи на платформата Енер да даде свој коментар, бидејќи ова се уште не е финална верзија на законот? Законот за земјоделство и рурален развој е основата на постоењето на земјоделството и регулирање на процесите. Се одлучивме на една ваква измена се со цел покрај усогласувањата кои што следат со европските трендови да направиме една модификација и реструктурирање на целото земјоделско производство. Би спомнал три основни постулати кои што се регулираат во делот на овој закон. Тоа е уредувањето на пазарите. Нудиме и нови мерки, која што ја спомнавте. Една е враќањето на млади брачни парови во рурални средини, започнување на земјоделска дејност и така натака. Нормално ќе имаме дефинирање на
стратешките производи кои што се важни за државата. Сегашниот предлог закон предвидува да на предлог на министерот владата носи предлог листа на стратешки производи кои што се битни за државата, кои што треба да влезат. Тоа ќе значи одредена заштита, производни цени дефинирани, бидејќи тоа сме го ветиле во изминатиот период и затоа сакаме да го ставиме во една правна рамка и нормално дефинирање на вистинската смисла на зборот земјоделец. Другата тема која што силно одекна во јавноста кај земјоделците, бидејќи земјоделството на некој начин веќе не е социјална категорија, треба да се гледа како бизнис, треба да се гледа преку бројки. Она што излезе статистичките податоци од Државниот завод за статистика, споредбено со првиот квартал 24-та, со првиот квартал 25-та година, имаме сериозно поместување во позитива. За зелката знаеме, но дали е само зелката таа што придонесе за ваков рад? Игор, видете, во делот на она што го објави Државниот завод за статистика, во делот на откуп и продажба на земјоделски производи, споредбено со овие два квартали, имаме сериозен раст во делот на житата. Таму растот е 42%. Зборам споредбено 24-та со 25-та. Во делот на градинарството, споредбено со 24-та и 25-та имаме раст од 50%. Во делот на овоштарство и лозарство 12%. Во делот на овошјето 12% раст, што е сериозна поместување во една позитивна насока. Во делот на сточарството поместувањето е трендот на раст е 13%. Во делот на млеко 9%, во делот на живини јајца 63%. Но кај имаме и негативен тренд во... Да, појаснувањето тука е дека тука во делот, ако погледнете, значи сакам конкретно и крајно искрено, во делот на индустријските растенија имаме негативен тренд од 59%. Зошто? Затоа што 2024 година откупот на тутунот се случи во месеците јануар-февруар, бидејќи доснеше откупот, знаете дека имаше несогласување околу цената и така натака, и практично најголемата количина се откупи во првиот квартал 24 година. Сега 2025-та најголема количина се откупи во последниот квартал од 24-та година, затоа што во месеците јануар-февруар 25-та многу малку остана за предавање и затоа е тука тој дисбаланс. Субвенциите се секогаш тема што многу ги интересира земјоделците, се ближи рокот до кога треба да ги пријавуваат, да завршат со пријавување. Ќе имали поместување на роковите? Вообичаено знае да прави министерството таква отстапка за да им излезе во пресрет на земјоделците? Да, веќе од идната недела ќе почне аплицирањето за субвенциите. Тука имаме некое задоцнување од 20 на дена заради технички причини кои што практично агенцијата влезе во еден процес кој што го наследи од претходната власт во делот на системите кои што не беа превземени целосно адаптирани, меѓутоа и беа зафатени со доисплата на субвенции. Така да ние на вчерашната седница донесоме одлука пријавувањето на субвенциите да трае односно е пролонгирано до 31.7. Наредниве 10 дена ќе следи основната мерка која што е од 2024 за овчарството и говедарството ќе биде пуштена према производителите. Пријавувањето ќе тече, како што кажав, наредниве 2 месеци. Дополнително вчерашната седница, она што го бара овчарите за откупот на јагнето од реколта 25-та сега, што често го коментира. Дека има тежок услов за исполнување. Така е, условот за 50% предадено во кланичен капацитет, на вчерашната седница условот го намаливме на 30% согласно барањата на овчарите од нашата држава, така да и тука излегуваме во пресрет на оние барања кои што заедно ги креираме и сите оние отворени прашања кои што ги имаме со земјоделците. Министре, ви благодарам за гостување во Канада. Благодарам на вашето присуство. Вестите тука завршуваат. Уште еднаш подсетување дека вечерашното само интервју поради здравствени проблеми на вице-премиерот Николовски нема да се реализира, па во продолжение ви го репризираме интервјуто со министерот Тошковски од 1 мај. Благодарам за вниманието и пријатна вечер.